Продолжува слабата реализација на капиталните инвестиции. Изградбата на патишта, водоводи, градинки, училишта е во застој. Владата вети инвестициски бум, но досега не потрошила ниту 1/3 од предвиденото за оваа година. За 5 месеци реализирани биле едва и 13% од проектираните 420 милиони евра за капиталните проекти. Со свечена церемонија надлежните утре ќе го пуштат во употреба автопатот Миладиновци-Штип, проект кој беше почнат и речиси целосно изграден од страна на претходната власт на ВМРО-ДПМН. А пред само еден месец Автомотосојузот на Македонија официјално објави дека оваа автопатска делница е веќе во употреба и неа граѓаните секојдневно ја минуваат. Закочена е изградбата на една од клучните делници, автопатот Кичево-Охрид. Проблем е финансирањето. Владата се уште преговара со кинеската Ексим банка, а ако таа се откаже, ќе треба да се бараат други кредитори. Процес што може да ја пролонгира изградбата. На стендбај е и последната делница од пругата кон Бугарија. Владата се уште нема најдено пари за продолжување на пругата од Крива Паланка до границата. Во фаза на тестирање е и пругата Битола-Кременица, која неодамна беше завршена. Земјава железнички не е поврзана ниту на запад. Планот за изградба на железницата од Кичево до Албанија е во почетна фаза, а поради огромните долгови на македонски железници не може да мрднат планираните инвестиции, се правдаат надлежните. Владата во новата транспортна стратегија до 2030 година го впиша и проектот пруга од железничката станица во главниот град до Скопскиот аеродром. Сепак проектот остана само на хартија, без конкретни рокови за реализација.